Нови летови на Визер од Скопје до Барселона и Лион. Охриѓанец со автомобил Пасат удрил во метален столб со камери. Хрватските Рафали ќе го преземат надгледувањето на националното небо. Северна Кореја потврди дека испратила војници да се борат против Украина во Русија. Емоциите ја подобруваат меморијата. Највисокиот хотел во светот, бетонско чудо од 365 метри во Дубај. Од сабота, 3 мај, авиокомпанијата Визер започнува со летови од меѓународниот аеродром Скопје до Барселона и Лион. Летови до Барселона ќе се реализираат 2 пати неделно, во вторник и сабота, додека до Лион летови ќе има 3 пати неделно, во вторник, четврток и сабота. Овие летови се дел од новиот план на авиокомпанијата, кој е поддржан со субвенции од владата, која ќе исплаќа 9 евра по патник на доаѓање на аеродромот. Генералниот директор на ТАФ Македонија, Неџат Курт, изјави дека по 3-годишна пауза се враќа линијата Скопје Барселона, што е резултат на соработката помеѓу владата и Визер. Исто така, најави дека планирани се и нови дестинации на шпанското и италијанското крајбрежје, како и поврзување на Скопје со Ларнака на Кипар, Прага и Мадрид. Дополнително, иако летот до Дубај со Fly Dubai беше планиран да започне во март, тој е одложен за наесен. Раководството на ТАФ очекува дека укинувањето на визите за Обединетите Арапски Емирати ќе донесе повеќе патници за оваа линија. Охриѓанец со автомобил Пасат удрил во метален столб со камери за видеонадзор на граничниот премин Табановце. Според информациите од секторот за внатрешни работи Куманово, во незгодата нема повредени. Инцидентот се случил вчера околу 18 часот и 30 минути, кога патничко моторно возило Пасат со охридски регистарски ознаки, управувано од 59 годишник од Охрид, се забило во столбот. Екипа на секторот за внатрешни работи Куманово извршила увид на местото на несреќата, а причините за инцидентот се уште се истражуваат. Хрватскиот воздушен простор ќе остане под надзор на НАТО до крајот на 2024 или најдоцна на почетокот на 2025 година, изјави вице-премиерот и министер за одбрана Иван Анушик. До тогаш, новите француски борбени авиони Рафал, кои Хрватска ги набави, ќе бидат целосно интегрирани во хрватската авиација, а пилотите целосно обучени за самостојна одбрана на воздушниот простор. Во петокот, последниот од вкупно 12 борбени авиони Рафал пристигна во Хрватска, со што ескадрилата е комплетна и оперативно подготвена. Анушик истакна дека, иако хрватското небо сега е под заштита на НАТО, се очекува новите авиони да започнат со самостојна одбрана на небото до крајот на годинава или најдоцна во првите месеци од следната. Во моментов, воздушното наблюдување над Хрватска е дел од пошироката НАТО мисија за воздушна и ракетна одбрана, која функционира 24/7 преку командни центри во Шпанија и Германија. Воведувањето на Рафалите представува голем исчекор кон модернизација на хрватските одбранбени капацитети и зголемување на одговорноста на Хрватска во НАТО структурите. Северна Кореја официјално потврди дека испратила војници да се борат за Русија против Украина, особено во регионот Курск, според соопштението на државната новинска агенција КЦНА. Севернокорејските војници учествувале во операции за ослободување на Курск, кој бил под контрола на украинските сили од август минатата година. Ова учество е во согласност со договорот за заемна одбрана подпишан помеѓу Русија и Северна Кореја во 2024 година. Рускиот председател Владимир Путин им се заблагодари на севернокорејските војници за нивната помош во борбите против Украина, истакнувајќи ја нивната храброст и посветеност. Путин изрази желба за продолжување на соработката помеѓу двете земји и нагласи дека Русија е подготвена да им помогне на Северна Кореја доколку тоа биде потребно. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун ги нарече своите војници херои и најави дека ќе биде подигнат споменик во Пјонгјанг во чест на нивните подвизи. Меѓутоа, украинските власти и западните земји изразија загриженост поради учеството на Северна Кореја во конфликтот, наведувајќи дека тоа представува сериозна ескалација на воените дејства. Според проценките, Северна Кореја испратила околу 14.000 војници во Русија, од кои околу 4.000 се претпоставува дека се повредени или загинале. Дополнително, Северна Кореја обезбедила воена помош за Русија, вклучувајќи артилерија и ракети, што предизвика загриженост за можната размена на воена технологија меѓу двете земји. Ова е првпат Северна Кореја да го потврди своето учество во војната во Украина, што представува значајна промена во нејзината надворешна политика и воената стратегија.
Истражувачите од Институтот за напредна наука и технологија Бекман покажале дека емоциите ја подобруваат меморијата за контекстуалните детали, предизвикувајќи го ставот дека емоциите ја нарушуваат способноста за паметење на таквите информации. Вистина е дека во емотивни ситуации луѓето често се фокусираат на главната тема, на удрениот автомобил, на странецот што вика или на детето што плаче, а помалку на периферните информации. Но новото истражување демонстрира како емоциите всушност ја подобруваат способноста за враќање на овие контекстуални детали. Извештајот го воделе Пол Богдан, докторант на Универзитетот Дјук, и Флорин и Санда Долкос, професори по психологија и невронаука на Универзитетот во Илиноис. Вистина е дека при истражувањето тие откриле дека емоциите можат да го подобрат паметењето на контекстуалните детали, што е спротивно на досегашните теории кои велат дека емоциите го нарушуваат ова паметење. Податоците од функционалната магнетна резонанса покажале дека емоциите влијаат на мозочните области кои се одговорни за меморијата, што доведува до подобрено паметење на детали. Истражувачите поврзале податоци од однесувањето, вниманието и сликите на мозокот за да создадат целосна слика за влијанието на емоциите на меморијата. Вистина е дека емоциите ја подобруваат способноста за запамтување на контекстуалните детали, што покажува дека емоционалната активност може да го зголеми квалитетот на меморијата. Вистина е дека оваа студија има и општи примени за подобрување на меморијата, особено кај постарите лица. Старењето често се поврзува со опаѓање на меморијата за контекстуалните детали, а развивањето стратегии за активно фокусирање на целината на сликата може да помогне во забавувањето на опаѓањето на меморијата. Флорин Долкос заклучил дека клучот за успехот на нашата меморија е да имаме начин на размислување заснован на сеќавање кога доживуваме и враќаме се што сакаме да запомниме. Додека понатамошните истражувања се потребни за детално разбирање на механизмот на овој процес, истражувачите се уверени дека нивните наоди ќе имаат долг рок на користење во клиничките практики. Особено за луѓе кои се соочуваат со посттрауматски стрес и депресија, способноста да се контекстуализираат и обработат трауматските настани може да помогне во подобрување на нивното психолошко здравје. Вистина е дека ефектот на емоциите на меморијата не е ограничен само на трауматски или стресни настани. Тој се однесува и на секојдневните ситуации во кои емоциите влијаат на нашето паметење на детали како што се погледи, звуци и ситуации што потоа ги користиме како референци во нашите сеќавања. Зголеменото внимание на контекстуалните детали може да помогне во создавање на поцелосни и прецизни мемории. Истражувачите исто така нагласуваат дека овие наоди можат да се искористат во образовни и корпоративни околини, каде што меморијата за контекстуални детали игра клучна улога во учењето и работата. Зголемувањето на фокусот на целиот контекст наместо само на клучните факти може да им помогне на луѓето да развијат подолготрајни и поефективни мемории за важни информации. Дубај повторно ги поместува границите на архитектурата со новиот хотел Seal Tower, кој со своите 365 метри височина и 82 ката стана највисокиот хотел во светот. Сместен во срцето на Дубај Марина, овој импресивен облакодер нуди 1042 соби, од кои 150 се луксузни апартмани. Дизајниран од лондонското архитектонско студио Нор, Seal Tower се истакнува со својата сребрена фасада и уникатна структура, која вклучува бар и бесконечен базен на врвот од зградата. Фондацијата содржи 12.000 кубни метри бетон и над 3.000 тони челик, што ја прави една од најстабилните конструкции во регионот. Гостите ќе можат да уживаат во 360 степенски панорамски погледи од обсерваторијата на 81-виот кат, како и во бројни луксузни содржини како спа центар, фитнес сала, ресторани и барови. Со оваа нова архитектонска и инженерска икона, Дубај уште еднаш ја потврдува својата позиција како глобален лидер во луксузниот туризам и иновативниот урбан развој. Нови летови на визер од Скопје до Барселона и Лион. Охриѓанец со автомобил Пасат удрил во метален столб со камери. Хрватските рафали ќе го преземат надгледувањето на националното небо. Северна Кореја потврди дека испратила војници да се борат против Украина во Русија. Емоциите ја подобруваат меморијата. Највисокиот хотел во светот, бетонско чудо од 365 метри во Дубај.